Нови еколошки играчки за сите градинки во општина Карпош. Децата не го крие своето задоволство од овој предновогодишен подарок и како благодарност му подарија честитки на градоначалникот направени од ливните мали детски рачиња. Освен честитките, тие подготвија и мала приредба. Оваа акција секако дека ќе продолжи и понатаму, беа донирани еколошки играчки, односно изработени од еколошки материјали, за да може и да се обноват играчките кај дечињата сега за празниците и за нова година, а и сето тоа да биде во духот на екологијата. Нели, најмладите во Карпош мораме да ги учиме како и од мали нозе тие да чуваат и негуваат здравата животна околина преку навики, стварање кај дечињата и навики за купување на вакви играчки еколошки и на сите еколошки материјали што може да ги искористат во нивниот живот. Видовме дека најмладите се број 1 за општина Карпош, го видовме тоа и по прочистувачите кои беа доделени, сега играчки. Има ли нешто следно кога станува збор за најмладите? Сега најпрво бидејќи нели е сезона каде што е зголемено загадувањето на воздухот за дишење, ние донесовме и одлука на Советот на општината пред 2 дена, со која што ќе даваме и субвенции за набавување на маски со прочистувачи и филтри на одредени категории на граѓани на општина Карпош, меѓу кои секако спаѓаат и најмладите, бидејќи мораме и нив да ги заштитиме. Објектите, односно занималните и училниците во градинките и во училиштата ќе ги обезбедиме со прочистувачи, меѓутоа и за да дојдат до тука дечињата треба некако да ги обезбедиме колку толку почист воздух да дишат. Како што истакна и градоначалникот, ваквите акции ќе продолжат да се реализираат и натаму, се со цел децата да бидат сретни и да ги имаат сите потребни услови во градинките во кои предстојуваат. Ова е само уште еден доказ за големата заложба на општината, кога станува збор за најмладите кои се иднината на Карпош.